XE како производ е присутен на пазарот 3 години, но дојде време за негово освежување. Благо освежување, бидејќи главниот рестайлинг е закажан за 2019. Што е ново во внатрешноста на најмалата лимузина на Јагуар? А тоа е подобрувањето на квалитетот на пластичните делови на централната конзола. Оние што помалку се гледаат останаа груби, но за пофалба се овие површини кои се гумирани. Оваа лимузина побудува спортски чувства, но има еден генерален проблем. Таа е многу мала. А што се однесува до задната клупа, се забележува дека целата е пресвечена со извонредна квалитетна кожа. Но, за жал, ми остава впечаток дека тука нема многу простор ниту за колениците, ниту за нозете. Јас не би сакал да влезам внатре, бидејќи мислам дека ќе ми фали еден курс по јога, едно месец дена, за да можам некако да се сместам на задната. За се биде задуправувачот на Јагуар XE е вистинско задоволство, бидејќи ги носи сите атрибути и квалитети кои се препознатливост за Јагуар. Но на самиот почеток го критикував влегувањето и излегувањето од кабината, но кога ќе влезете внатре, тогаш се чувствувате онака како што треба. Тесниот модел е задвижуван од 2-литрен турбодизел мотор со 180 коњски сили, а силата ја пренесува на задните тркала преку 8-степена автоматска трансмисија. Она што многу ми се допаѓа, тоа е прецизноста на управувањето и самиот сетап на подпирањето, бидејќи електрониката е така наштимана да ви дозволува мали проклизувања кои се типични за погонот на задните тркала. Тие лесно се пеглаат со маневрирање со воланот, но ако претера провизгувањето, тука на сцена доаѓа електрониката која многу добро асистира на стабилноста на целата каросерија. Инаку, од опременоста, можам да истакнам дека XE е опремен со се она што треба да има една компактна лимузина. Но се забележува дека со благиот рестайлинг на внатрешноста употребени се многу подобри материјали, односно пластика, во однос на претходната генерација. Британскиот стил на обработка на материјалите е во прв план и тој многу ми се допаѓа. Но доаѓаме до едно прагматично прашање. Колку чини сето ова задоволство? Иако личи на компресиран XJ, XE е сепак премиум лимузина која има најмали пропорции и внатрешен простор споредено со останатите премиум лимузини. Ова мало дијамантче можете да го поседувате за 60.000 евра. Оваа цена мене ми изгледа висока, бидејќи ако ги споредам со Audi A4 и Mercedes C класа, тогаш добиваме многу поголем простор во внатрешноста кај германците. Исто така, за цена од 60.000 евра, кај германците, односно кај Audi A4, добивате изvedба со Tiptronic менувач, што би бил пандан на овој 8-степен менувач кај Jaguar, но ќе добиете 3-литрен TDI мотор од 280 коњски сили. Истото може да се каже за C класата. Ќе добиете многу посилен мотор и адекватен менувач. За 60.000 евра, ако гледаме во апсолутни бројки, тогаш
вие можете да купите дури и поголема класа, како што е Audi A6 или Mercedes E-класа. Сепак, Jaguar XE не е за секој. Во Jaguar се свесни за овие работи, па затоа порачуваат дека XE е производ кој не е наменет за широката публика, ниту за широката маса, туку за оние вистински поклоници на британската архитектура применета во автомобилите, на британската технологија која е имплементирана и се разбира на дизајнот и завршените обработки на материјалите кои се рака на срце на многу високо ниво. 60.000 евра не се мала сума и, како што реков, може да се добијат и други многу поопремени, посилни, но и поголеми автомобили. Но Jaguar XE има приказка во себе и ќе знае да ја пренесе на оние што навистина сакаат да бидат малку поразлични од другите.